Немам идеја кај сум. Дрво е јако. Камерава за мало камерче, има и за снимање, ама не е многу добро за снимање, ама за мало камерче за сликање не се нешто high quality слики, ама за убави слики прави убави слики. Тоа е нормално, и за убави слики треба да знаеш што е убаво за сликање, не велам дека јас знам што е убаво за сликање, јас сликам ако нешто ми личи cool, ако е нешто за сликање, cool за сликање, знаеш. Например, сега како што се облациве, како што се гледа на видеото, не се гледа исто на камерата се гледа како јака слика. Не знам дали ќе се... Не знам како се гледа од видео на камера. Ама, пример, прее, кога беше сонцето над облациве, например, вака овде на средина, и светеше низ и облаците околу сонцето, тоа беше прејака слика. Не знам дали фатив тоа, дали беше убава слика. Сам е убава слика, ама не знам дали убава фатив јас со камерата. Оти баш кога сликав, сонцето се скриваше зад облаци. И сега сонцето бега и почнува да дува пак, до сега не дуваше. Дува ладно, ама не е камен. Убаво е. Баш што го реков, тоа почне уште пасилно да дува. Ја се чудев прее, почнав, како успева Петар да се затера, да почне да збора за се што. Сега го разбирам. Не било толку тешко, иако јас не сум многу по зборање, само си затерваш, одиш кај сакаш да одиш, си уживаш во одењето, во возењето, во што и да правиш, нема врска. И ќе јадеш кетек. И само ќе ти текни нешто од нигде никаде. Најдов камења и од ти прееме разочаран и големио, сакам да фрлам еден. До кај мислите дека ќе лета овој камен? Да го префатам поубаво. Да го фрлам вака, или да го фрлам вака. Ќе фрлам на првиот начин. Ми се лизна од прсти. Пробам друг да фрлам. Ќе го фрлам на вториот начин. Ти. Долго се држиш. 3, 2, 1. Падна негде в гранки. Добро. Не знам колку интересно ќе биде видео, ако воопшто се клај на YouTube. Интересно е кој имаш, како што велеше Петар на неговото видео, одете на Мотоперо, гледајте го, мислам дека му беше последното видео, кај што се губи во шума. И кажуваше и то истото, го рече и јас истото ќе го речам. Поинтересно е да имаш барем еден другар, барем еден човек со тебе. Ако едниот заќути, не другиот ќе има нешто да каже. Ако другиот заќути, другиот ќе има нешто да каже. Или двата, ако заќутат,
Пак е поинтересно двајца да се гледаат кјутат, нема што да прават. Мислам, нема што да прават, се губат на планина, што да прават. Па уште двајца, тројца да сте. Уште побо. Најубавите моменти, истото Петар го рече, најубавите моменти се кои ќе си со другарите. Вака сам, не ме сваќате грешно се, јас досадно ми е, па ова ми е интересно, иако сум сам. А пак би сакал да имам некој со мене, да го зафркавам, да се занимавам, да се смееме. Да ја подржи камерата на место. Јас со ти рацете ми паднаја. Со тук ме водменување лево десно. Мрацот и 3 минути почнува, по 5 минути почнуваат веќе да ме болат, што ги држам вака горе. А ги држам вака долу. Јас сум глуп. Требаше да почнем оддолу да држам вака камерата. Океј, крају. Како ще гледате, Патчево завршува овде. И нема пат ќе оде надолу. А, стигнав до крају. Реков ќе правам што ќе правам. Ако стигнам до крају, ќе се проверам. Ми појди гласо после ова. That was shit. Show me a bit. Не знам, што мислев, не знам, што мислев дека ќе се случи. Сакав да викам моге ова држава, ама се одлучив само да вреснам, ниту вреснав силно. Само направив на глас. Штенна јака слика. А камерата нема батерија. Че да видам можда. Се уклуча. Види бе? Се уклуча камерата за штенна слика. И направи слика. Јако. Ќе сватам сега камерата да го гледате пато надолу. Мислам дека е доста гледање од мене. Има камен на пато. Знаете тоа што значи? Ако може. Ајде, еден камен, ој додолу, мо. Нина многу ме разочара. Само уште еднаш да вреснам. Не сум задоволен со претходното врескање. Ако не го клам тоа во видеото, да ви објаснам, пред 3 минути стигнав до крајот на Патчево и се одлучив да врескам. Ама вреснав многу лошо. Ниту вреснав, само викнав
наглас. Ама сега сакам да вреснам. Само ќе вреснам кога ќе стигнам онде. Ти ми личи на високо и тера натаму. И е надвор од дрвава. Не идем да врескам овде дрвава. Појде глас. Стигнав на местото. Дали ќе сакаш да се уклучиш уште на слика? Оти да не икиш. Добро. Време за врескање. Нема коли. Слушам кола, ама далеко е. Чемац. Не беше долго, ама беше 100 пати поавно од предходното. Така сакаш, а? Идиот. Ако се сомневавте во мене, не фрлам ѓубрења по планини. Се ми се трча, ама ако трчам знам дека ќе се уморам од тие многу седам цели ден. И мазете баш малце ми се мрдани. И знам за факт, ако почнам да трчам сега, ќе се преуморам. И ќе се неќам што трчав. Не треба тамнел да направам. Потам ќе направам. Сликав со камерата за сликање, ама не се сликав самиот. Можев. Не знам како ќе изгледа сликите. Планах би да се сликам со телефонов. Не знам колку слики направив. Не ми фаќа шуба. Шо велев? Планирав да правам некои глупости. Има еден шорт на каналов од Петар кај што пробва да фрли една гранка долу, ама пред да ја фрли му се скрше. Го. Долго сум јако си ја знам силата. Ај што тој доста. Заедно, бе? Како? Што заедно? Ќе пробаме заедно. Да, долу. Во тебе, на го. Ќе пробаме заедно. Неќем на го. На кој број? На 3. 1, 3. 2, 3! Јас го добро. Браво, на. Колебна. Ово ми се виде кога е та гранка, тамо многу е дебело и големо за
за да е та гранката. Почна да уште појако, јеј! Пак заборав шо велев. Сакав да направам некои глупости дok сум тука. Мислев ке има нешто поќе да се прави. Ама нема. Пробав камен да турнам, не виде нигде лемето негово. Пробав уште еден камен да фрлам и тој не виде нигде. Фрлив шише да го скрпив камен, не погодив. Фрлив уште еден камен и тој не виде нигде. Најдов трет камен, не четврт камен, најдов четврт камен, него го турнав со нога. Добро, тој појде до негде. Се продерев, преснав. Ова. Сега треба да е дрвото, што се скрши на пета. Се продерев, преснав. Ще се снимам, ќе му учам од назад. Така беше. Това беше интересно дело за видео. Смисъл мунда да се качам да направам некој тамнел. Не знам колку. Овака ми личи ко на патче кој да оди нагоре. Ама друг пат. Почна да студи. Пегам од овде. Не знам дали се гледав. Не знам дали излегол и убег тамнел со тоа. Ако не, пробам други тамнел ке најдам. Или ке направам. Те сум зачуден шо. Некој цело видео се бунтовам дали се слуша или не се слуша микрофонов. И го тестирав и можам да потврдам дека колку толку се слуша. Од ветеро малце мава на крајот таму, пред крајот. Пред ова да го видите. Шо зборам? Микрофонот е арен, не е паентата. Она таму ќе се надевам, ќе земиме парни микрофони, парни камери. Ќе ја правиме по овој видео. Иначе ќе велев пред да се мачам, пред да почне да дува ко будала. Зачуден сум сами на себе си што ко почнав да се качвам од долу, веќе нема вздих, не можев да не ми се збора, обично ми се збора, ама не може ниту да зборам, нема вздих. Добро се полесно е надолу водење, ама сепак се искачив, појдов до крај. Пред 2 години ќе се качев може
до тука докај сум ќе се вратев назад. Нема ќе се вратев назад, ама ќе седнев да се одморам, да земам дих. Ќе бев умрен. Се искачив и сега се враќам. Ниту ме болат назад. Може и утре ќе ме болат кога ќе станам, ама моментално не ме болат. Не сум ниту умор. Ако утре, ако не е ваков дено, ако има сонце, ќе пробам, ќе имам прилеп, ќе пробам да земам друштво со мене, поинтересно е. Друштвото што го имам во мисла, не знам колку ќе искачи, ама и друштвото сакаше таму да одиме, па ќе пробам, ако има сонце и ако сака друштвото, ако не ќе сам ќе појдам, ќе пробам сам да појдам. Прилеп ќе ги искачам кулите. Бевме еднаш со Мрки и со Мотоперо. Тогаш не снимавме за овој канал, не знам нито дали беше направен тогаш каналот. Ама снимаше Петар за на неговиот канал, кој искачувавме кулите. Има тоа видео, ако сакате да гледате, одете на Мотоперо. Не памтам како се викаше видеото. Ама ќе го најдите, не требало да се вика нешто со кулите или прилеп, не знам. Ќе по тамнейл ќе видите дека е тоа. Или видите ги сите видеоти, не, манете subscribe, follow, Instagram, TikTok. Стигнуваме при крајот. Има кола и ови. Има кола долу. Пред мојата кола. Се не знам дали берат ѓубре или фрлат ѓубре. Шо да прат? Неќам нито да се тепам, нито да се карам, нито да зборам со луѓе. Па ќе почекам 10-15 минути да заминат. Ако не заминат, ќе шо зборам, не. Ќе го завршам овде видеото. Може пак да пуштам да снима телефонот, ќе влезам в кола. Ама моментално ако треба да се тепам, ми треба рацете, па ако е интересно видео, ви го кладов на YouTube. Ако ви беше вас интересно, фала што гледавте. Ако ви е смешно, сакате смејте се, сакате плачете, сакате мене смејтаме се, да ми е гајле. Мене ова ми е интересно. И кој да ми збора, кој да ми кажува, кој да ме зафркава. Јас сепак ги си правам тоа што сакам. Тоа што ми е интересно. Дали било пеење, дали снимање, дали свирење, дали правење музика со AI. Живото е за живење, па живеј док си жив. Не знам откако ми излагват зборови, не знам, истина. Like, subscribe, follow, YouTube, Instagram. Не знам дали се слушам. Кола сум моментално. Се тргнав од кај што бев паркиран. Пред 2 минути ви спомнав, видовте на видеото, имаше кола долу пред мојата кола. И мислев дека се некои луѓе, поќе луѓе, си реков кој ќе се карал сега, ќе почекам да се тргнат
да заминат, па ќе слезам. Јас си се качвам по планина, си снимам, си фрлам камења, се дерам. Човек беше еден постар човек, сам беше врејки нешто носеше. Не мисле дека киди некој од топат, че колата имав ставен на средпат. Кутрио не можеше да излеси заради мене. Рече ме чекал 1 сат. Не мислам дека беше 1 сат, ама пак ме чекаше долго време. Може требаше да го снимам тоа, ќе беше интересно за видеото, ама постар беше човек порно да не го снимав. Добар беше и тој. Му се извинав дека му го блокирав патот, му кажав, не мислев дека киди некој од дана, му не знам ниту шо има натаму, мислев дека пак и некој патче в планина шо тера. Одма запалив колата, му се извинив, се тргнав, заминав. Ме праша дали сум со кучето, или не го разбрав, ме праша дали сум со количето.